Добро вечер, почитувани гледачи. Третото издание на Дневникот е во 20 часот. Ова се најавите. Ке се одржи јавна консултација за студијата за процена на животната средина и социјалните аспекти за проектот изградба на државен пат А2, делница Ранковце Крива Паланка на ниво на експресен пат. Представници на 16 млади компании на конкурсот распишан од Фондот за иновации и технолошки развој ги потпишаа договорите со Фондот за нивна реализација. САД во понеделникот ветија дека ќе дадат специјални единици, разузнавачка подршка и друга софистицирана воена опрема за новите сили за брзо действување на НАТО во Европа. Уште еден наш репрезентативец го откажа настапот во дресот на македонската селекција на престојното европско првенство. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Порта Пролет, прв луксузен деловно станбен објект во Штип, сместен во најубавата и најмирна локација во градот, во близина на парк Суитлак, на 5 минути до градскиот плоштад. Порта Пролет се гради по проект од врвни италијански архитекти во барок и неокласичен стил, по европски стандарди и норми, со првокласна звучна и топлинска изолација со високо квалитетни материјали. Порта Пролет Штип, станбен простор со 86 станови со различна големина, на 9 спрата, со гаражен и деловен простор по цена прилагодена на стандардот на граѓаните, со олеснителни услови за купо-продажба. Заинтересираните може да испратат порака или да не исконтактираат на следните телефонски броеви: 070 233 060 и 070 244 020. 4 звездички за квалитетна услуга, пријатен амбиент, незаборавен престој и прекрасен поглед. Располага со 118 соби, 2 конвенционални сали, 3 барови и базен. Направете го вашиот престој незаборавен. Ваш хотел Гранит. Помалку грејење во зима. И посвежо налето. Сигурно, квалитетно и еколошко. И секако, многу поевтино. А тоа значи повеќе пари за сите нас. Мајстори, време за ручек! Фасадни системи од Пофикс. Подобро за сите нас. Нов стамбен објект со модерни, енергетски ефикасни и комфортни станови. Мирна и живописна локација на булевар Октомвринска револуција, што може да биде и ваш дом. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. К3 телевизија има потреба од маркетинг агенти. За подетални информации обратете се на телефонските броеви 031 433 373 078 401 422 или обратете се на официјалниот имејл на К3 телевизија.
Добро вечер. Тредневник на К3. Гореше сува трева и ѓубре над спомен Костурница. Со доаѓањето на летото, вакви пожари се карактеристични токму за овој дел од градот. Невниманието е најчеста причина за овие мини пожари. Од територијалната противпожарна единица информираа дека кајнив настанот бил пријавен во 14:45 часот, пошто на локализирање се упатило едно возило и тројца пожарникари. Неколку институции секоја година спроведуваат кампања Лето без пожари, со кој на граѓаните им се укажува дека треба да се однесуваат превентивно. Основна цел на овие кампањи е заштита и зачувување на зелените шумски површини, земјоделското земјиште, ливадите и пасиштата од пожари во текот на летниот период, преку подигање на свеста на граѓаните за ризиците од појава на пожари. Проблемот со мигрантите се решава меѓуресорски. Значително помогна измените на законот за азил, како и акциите на полицијата во Кумановско за спречување на криумчари на мигранти. Но сепак Македонија не е имуна на овој проблем кој на регионално ниво ескалира. Измените на законот за азил значително ја подобруваат состојбата со мигрантите. Непречено може да патуваат низ Македонија и да користат јавен транспорт. Сепак, целосно проблемот не може да се реши, бидејќи ниту Македонија, ниту Европа не е целосно имуна на овој проблем. Министерот за внатрешни работи Чавков објасни дека МВР и владата преземаат сплет на мерки и активности. Воспоставено е меѓуресорско тело, односно работна група, која на министерско ниво се среќава на една недела, а на оперативно ниво секојдневно се представници од различни министерства да комуницираат меѓу себе, се со цел за амортизација на овие проблеми. Дел од амортизацијата на проблемите, неодамна бевте сведоци, го ставивме иницијатива за измена на законот за азил и заштита. Стапено на сила почнавме да постапуваме по овие законски измени и сметам дека со имплементацијата на ова законско решение ние обезбедуваме на некој начин превенирање или обезбедуваме соодветно постапување према мигрантите, да не бидат толку изложени на криминални банди и криминални групи. Надлежните институции засега соодветно ги менаџираат проблемите, но потенцираше дека на ниво на Европската Унија секојдневно се водат различни дискусии и се бараат конзистентни решенија. Сепак, нагласи министерот, ниту Европа нема пронајдено сеопфатно решение за овие проблеми и подрече дека не ја исклучува ескалацијата со мигрантите. Не ја исклучувам можност од ескалација на проблемите со бегалците, односно со мигрантите, бидејќи знаете дека тоа е врзан ланац. Нашиот притисок го имаме од држава на Европска Унија, односно од јужната граница, од Грција. Правиме максимални напори да соработуваме меѓународно, соработуваме со колегите од Србија, како што имаат тие засилени мерки активности, а имаат подолг временски период. Исто така ние имаме засилени мерки активности према грчка граница. Превенираме влегување на некој начин, меѓутоа тоа што влегува го насочуваме согласно новите законски измени во законот за азил и заштита. На прашањето дали можат на гранични премини да излезат, не можат, бидејќи тоа се мигранти, немаат патни исправи валидни, така да ќе ги решаваме проблемите национално, регионално и во рамките на Европска Унија. Министерот за внатрешни работи при вчерашната посета на Куманово изјави дека е задоволен од спроведените акции за спречување на криумчарење на мигранти и истакна дека е задоволен од резултатите, особено од последната, каде што беше уапсена меѓународна група која подолг период работела на организирано криумчарење на мигранти. Од Оделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при локалната самоуправа на Крива Паланка ги известуваат сите заинтересирани лица. Ке се одржи јавна консултација за студијата за процена на животната средина и социјалните аспекти за проектот изградба на државен пат А2, делница Ранковце Крива Паланка на ниво на експресен пат. Јавното претпријатие за државни патишта како дел од проектите во своите програми наведува изградби како и реновирање на бројни делници автопати, експресни и магистрални патишта низ Македонија. Меѓу најзначајните инвестиции ќе биде онаа за изградбата на патот од Куманово до Крива Паланка или државниот пат А2 на потегот Ранковце до нашата најсевероисточна општина во должина од 25 км. Во рамки на реализацијата на проектот в среда напладне ќе се одржи јавна консултација за студијата намената за проценка на животната средина како и социјалните аспекти. Ќе ги повикам сите сограѓани, сите оние кои се интересираат во овој дел,
каде што ќе биде покажана и трасата, каде што ќе биде прикажано и влијанието врз животната средина, да бидат присутни во малата сала е закажана презентацијата, ќе имаме присуство на представници од Министерството за животна средина. Овој пат кога ќе се направи, сметам дека ќе се возможи многу побрз проток и на луѓето и на стоката, така да ова е од витално значење за нашата општина, а како што имам информации, веќе ќе почне изградба на патот од Крива Паланка до граничниот премин Девебајр, така да еве да се надеваме дека во блиска иднина ќе се заврши тој пат. Патот треба да започне со изградба во текот на 2016 година. И премиерот Никола Груевски истакна дека изградбата на делницата е ветување кон граѓаните кое владата ќе го исполни. Со ова наместо автопат кој што требаше да ги поврзува Скопје и Софија, патниот коридор 8 кон Бугарија ќе се доградува и ќе биде експресен пат со по 2 коловозни ленти во секој правец. Ранковце Крива Паланка, 26 километри. Проектот ќе биде готов следниот месец. Градбата на овој експресен пат од 4 ленти почнува во 2016 година. Од јавното предпријатие за државни патишта и подрачните оделенија за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина на општина Крива Паланка и на општина Ранковце известуваат дека консултацијата ќе биде отворена за сите засегнати страни, како и за локалното население на населените места долж делницата. Експресниот пат ќе биде со должина од 25 км, а финансиите ќе се обезбедат од меѓународните финансиски институции пред се од Светската банка, според чии барања во делот на заштита на животната средина и социјалните аспекти се организира јавна консултација. Ваучери во вредност од 8.000 денари додели Lions Клуб Куманово на неколку социјално загрозени семејства. Клубот постои од 2007 година и со своите активности постојано им помага на оние на кои најмногу им е потребна помош, а во него може да членуваат сите заинтересирани. Lions Клуб Куманово додели парична помош за неколку социјално загрозени лица од Куманово. 4 одбрани семејства добија ваучери во вредност од 8.000 денари со кои можат да пазарат стока за широка потрошувачка во домаќинството. Lions Клуб Куманово имаше одржана манифестација под назив Шваркаријада на национално ниво, така да средства што се приберени од таа манифестација денес одлучивме да ги донираме на одредена група социјално загрозени лица, меѓу кои има и поплавени, мислам. Така да донацијата ќе биде за семејства кои ни се одредени од страна на социјално како најзагрозени. Многу им фала, на нас и многу недостасува, али ипак се вика благодарност што посветија на оваа минимална или добра хумана помош. Зашто ќе ги употребите средства? Па сигурно ќе ги употребиме, да ви кажам, ја први немам болер. Вчера ми се јавија, ме поканија да дојдам тука во Грација и да си подигнам еден ваучер. Замислував дека тоа ќе биде од 500 или 1000 денари, но сепак се многу за мене. А тука добив, еве самите можат да видат колку и со тој ваучер да си подигнам што сакам. За мене е премногу, им благодарам. Lions Клуб Куманово постојано спроведува разни активности и организира донаторски средби на кои можат да се соберат средства кои се користат за помош на лицата со посебни потреби и на другите загрозени лица. Во клубот можат да членуваат сите заинтересирани граѓани. Сите што се заинтересирани и што сметаат дека на било каков начин можат да помогнат на нашата заедница. Да, некоја цел како размислува глобално, делува локално. Значи, оно што сметаме дека фали или дека е потребно да се направи за нашата локална заедница, ние собираме средства и тоа го спроведуваме. Сега некогаш помалку, некогаш повеќе, како сме во можност. Lions клубот во светот постои речиси 100 години. Формиран е во Чикаго и прво се разгранува во Америка, а потоа и во Европа. Во Куманово овој клуб е формиран во 2007 година и од тогаш успешно работи. Учениците од завршната година од угостителско-туристичката струка при Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка и годинава практично го полагаа својот завршен испит. Комисијата ја оцени трпезата на традиционални јадења приготвени од учениците со висока оцена, со што матурантите успешно го завршија своето стручно образование.
Учениците од трета година од угостителско-туристичката струка при Кривопаланичката гимназија својот завршен испит го полагаа практично, односно комисијата ги оценуваше нивните готварски вештини на дело. Трапезата на традиционални јадења кои ги подготвија средношколците всушност е потврда за нивните знаења стекнати во текот на теоретската и практичната настава изминатите 3 години. Порача Миле Милковски, директор на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, кој не ја криеше гордоста од своите вредни и талентирани ученици. Вообичаено секој година нашите ученици од трета година со завршен испит полагат готвачи, полагат овдека во кујната на домот за ученици Боро Менков, односно фактички тие она се што го научиле во текот на твоето школување од 3 години го презентираат овдека на завршен испит. И јас она што го гледам овдека што е направено, може да бидам како директор задоволен. Односно фактички учениците стекнаа некои знаење, умешност за приготвувањето на храна и се надам дека нивните знаења ќе преточат утре некаде кај ќе бидат вработени. За предстојната учебна година, освен угостителската струка, ќе биде воведена и 4-годишна наставна насока угостителски техничар, информираше Милковски. Па за наредна година, бидејќи данес направивме напор да не останат овие ученици со трет степен, него да добијат и четврт степен и еве правиме напори за наредната учебна година од сите они што завршија трет степен да можат наредната година да се упишат во четврт степен, односно да го закружат своето образование и евентуално некој кој сака да го продолжи своето образование на високите школи во државата или пак надвор од државата. Традиционални јадења, салати и десерти беа дел од трапезата за која се потрудија идните професионални готвачи. Има повеќе традиционални јадења, например гравче, тавче, шопска салата, француска салата, пилешки персти, љутика. Ова е втора генерација од угостителско-туристичката струка, која е дефицитарна на пазарот на труд, велат одговорните. Под мотото Планетата наше здравје, наше богатство. Во градинката Ангел Шајче Бубамара започнаа со реализација активностите по повод Зелена недела на Европската Унија. Во проектот вклучени се децата од 6 објекти на градинката и има за цел јакнење на свеста за зачувување на природата уште од најрана возраст. Под мотото Планетата наше здравје, наше богатство во градинката Ангел Шајче Бубамара започнаа со реализација активностите по повод Зелена недела на Европската Унија. Станува збор за проект во кој ќе бидат опфатени сите 6 објекти од оваа градинка, а се имплементира од страна на Инфоточка Куманово. Децата направија утврдување на своите познавања кои во текот на целата измината учебна година ги реализира во своите воспитни групи, во игровни активности денеска, конкретно музичко-подвижни, значи активности квиз и на крајот добија еко боенки во кои што ќе работат во текот на целата недела, значи ќе работат на теми поврзани со екологија и еколошка здрава животна средина. На вработените од Еко-одборот кои се залагаат за имплементација на проектот им беа врачени сертификати од Инфоточка Куманово. Со задоволство можам да кажам дека многу добро беше успешно имплементирано за денеска на сите 6 градинки и на крај и деливме значи сертификати. Децата ќе бојат на тие боенки цела недела и цела недела ќе заедно со наставниците, со педагогите ќе зборуваат, ќе соработуваат на некој начин со деца за наметнување на истото, на еколошката заедница, мислам, Зелена Европа. Застапени се дечиња од различни националности, бидејќи се работи на негување на меѓукултурните вредности, а на тој начин сите ќе имаат можност да учествуваат во проектот на својот мајчин јазик. Активностите ќе продолжат во текот на целата недела. Во фоајето при Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Вчера вечер беше промовирана стихозбирката Белек од поетесата Силвана Бојковска. Првото дело на кумановската поетеса е напишано на автентичен кумановски дијалект
и изобилува со хумористични моменти инспирирани од секојдневието на еден типичен жител на кумановското поднебје. Во Кумановскиот дом на културата беше промовирана стихозбирката Белек од кумановската поетиса Силвана Бојковска. Првенчето на Бојковска е посветено на хумористични песни, инспирирани од современите форми на живење во градот, а автентичноста при пренесувањето на типичната кумановска слика е илустрирана со препознатливиот кумановски дијалект. Ведрината и едноставноста на обичниот човек се нејзина најголема инспирација, вели поетесата. Го напишав баш поради тоа под влијание на мојот рецензент магистар Трајче Кацаров, врвно име од македонска литература, што ме мотивираше и ми укаже на значењето на идентитетот, на поготово на оние современи културни форми на живење во градот, на кои што особено обрнав внимание во оваа книга. Инспирацијата ја црпам од секојдневието. Значи, во ова море на глупости што се случуваат, наоѓаш начин, го тргаш плевелот околу тебе, за да допре некако сонцето до тебе. И тогаш негативното го претвараш во креативното. Промотор на стихозбирката е Трајче Кацаров, кој нагласи дека острумниот хумор на Бојковска упорно подсетува дека можеме да бидеме весели и да не заборавиме дека длабоко во нас е вкорена човекот која има способноста да се смее. Во денешно време човек многу ретко наидува на песни со хумористична содржина. Можеби токму тоа ме натера на оваа книга на Бојковска многу посериозен приод да имам, од причина што за мене да си смешен е можеби не тежок чин, но некого да насмееш, поготово во време во кое што сериозниот начин на живење и се она што не обкружува му дава таков тек на нашето живење, кое што од нас бара да сме многу посериозни и можеби да забораваме на смејата или наистина да се сеќаваме како на ланскиот снег. Човек може и од својата сенка да се ослободи, ама не од кумановскиот хумор. Стихови од стихозбирката интерпретираа актерите Горан и Кети Илиќ. Ама за уметност желја пуста, а една магла густа, каде птице пешки одив, од пензионерски дом реши све у театар да не води. Воду по степеница си памук, среќа да си ga прати, с пуни руке да се врати. И врати се. Представници на 16 млади компании чии проекти беа избрани на првиот конкурс за кофинансирани грантови на Старап и спинов предпријатија и иновации, распишан од Фондот за иновации и технолошки развој, ги подпишаа договорите со Фондот за нивна реализација во вкупна вредност од 458.700 евра. Пред присутните се обрати премиерот Никола Груевски, кој настанот, кој е прв од ваков карактер, го означи како испишување нова историја во делот на поддршката на иновативните идеи во Република Македонија. Моето лично задоволство произлегува од мојата длабока убеденост дека развојот на иновативниот и предприемачкиот дух во Македонија е процес кој треба интензивно да се помага и поттикнува, посебно затоа што не било правено во минатото, а процесот е од големо значење за многу развојни сегменти во нашата држава, рече премиерот Груевски. Според него, се уште широко распространет е менталитетот на пасивна индивидуа и филозофијата дека најбитна е дипломата, а државата е таа која треба да најде соодветно вработување. Генерално со години се занемаруваше праксата и поттикнувањето на креативниот потенцијал кај младите, но и на немањето слух и поддршка од страна на претходни влади кон поединци и фирми во делот на иновациите и предприемништвото. Целата оваа атмосфера ние како влада решивме сериозно да ја промениме. Во изминатиот период преземавме бројни мерки и кампањи и конкретни проекти за поттикнување на предприемништвото и иновативниот дух кај населението, рече премиерот Груевски. Во тој контекст ги наведе бројните измени во наставните содржини за основно и средно образование, воведување комплетно нови наставни програми по предмети поврзани со предприемништво, бизнисот и иновациите, донесување национална стратегија за предприемачко учење, донесување
закон за иновации, чиј составен дел е и формирање на Фондот за иновации и технолошки развој, како централна институција за развој и спроведување на националната политика. Тој најави дека до крајот на годинава планирано е преку фондот да се распише уште еден повик за подршка на иновативни проекти. Вкупниот буџет за 2015 година за оваа намена изнесува 2.280.000 евра, а до крајот на 2017 вкупно 10 милиони евра за подршка на овој вид проекти. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 1 јули ќе објави повик за поднесување електронско барање за финансиска поддршка за инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во јуни 2015 година започна со спроведување на проектот за поднесување на електронско барање за финансиска поддршка по мерките од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. На 1 јули Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе објави повик за поднесување електронско барање за финансиска поддршка за инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година. За таа цел агенцијата ги известува сите странки кои планираат да достават барање за финансиска поддршка по програмата за финансиска поддршка на руралниот развој навремено и целосно да ги ажурираат сите податоци за земјоделските стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Ажурирањето на податоците може да се изврши во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде е регистрирано земјоделското стопанство. Министерството за економија го објави повикот за угостителските објекти заинтересирани да добијат субвенции за ознака национален ресторан Мејана. Крајниот рок за аплицирање е 30 септември годинава. Министерството за економија го објави огласот за добивање субвенции за ознака национален ресторан Мејана, а вредноста на повикот изнесува 1 милион денари. Субвенционирањето на угостителските објекти за добивање на ознаката се врши преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000 денари кои ќе се направат за набавка на опрема, алати и инвентар, печатање на промотивен материјал, учество на обуки, семинари и презентации, уредување или подобрување на деловниот простор. Средствата не може да се користат за набавка на потрошен материјал и возила, за купнина на деловен простор, платен ДДВ за трошоците за кои се бара кофинансирањето, како и за царина за трошоците. Ке се земат предвид трошоците направени во периодот од 1 јануари 2015 до крајниот рок на аплицирање. Изборот на пристигнатите барања ќе се прави по принципот прв дојден прв услужен, односно по редоследот на поднесените апликации до исцрпување на средствата. Крајниот рок за аплицирање е 30 септември годинава. САД во понеделникот ветија дека ќе дадат специјални единици, разузнавачка поддршка и друга софистицирана воена опрема за новите сили за брзо дејствување на НАТО во Европа, кои што би требале да одвратат можна идна наводна руска агресија, најави американскиот министер за одбрана Ештон Картер во текот на неговата посета на Германија. Следуваат и останатите вести од светот. Челникот на Пентагон Ештон Картер одржа говор во Германија во кој ја обвини Русија дека се обидува да ја обнови советската сфера на влијание. Со избувнувањето на украинската криза, особено во присоединувањето на Крим на Русија и бунтот на рускојазичното население во источните региони на Украина, САД и НАТО го искористија тоа за да се доближат повеќе до руските граници. Речиси секоја седмица се одржуваат воени вежби во Источна Европа и на Балтик, каде што се распоредени на подолг период повеќе војници и воена опрема, а Вашингтон неодамна објави дека го разгледува планот за долгорочно распоредување на тешка воена опрема за 5000 војници на Балтикот и во Полска. Покрај тоа на минатиот самит на НАТО во Велс беше донесена одлуката и за формирање на новите сили за брз одговор. Американската поддршка би вклучувала
вклучувала разузнавачка логистика, помош во следењето, шпионирањето и извидувањето што може да се однесува на беспилотни летала или авиони со екипаж, како и специјални единици, логистичка подршка и софистицирана воена опрема. Министерот за одбрана на САД изјави дека подршката ќе вклучува и воен воздушен транспорт, како и прецизно наведувани оружје што може да вклучува артилериско оружје, воздушна и поморска воена подршка за операции на копно. Тоа го правиме бидејќи САД се длабоко доследни на колективната одбрана на Европа, рече Картер. Велика Британија се подготвува за брза евакуација на сите британци кои во моментов се на одмор во Грција во случај на финансиски крах на оваа земја, пишуваат британските медиуми. Според Daily Express, владината администрација во Вајтхол и локалните туроператори се подготвени да ги вратат во Велика Британија 110.000 туристи кои сега се одмараат во грчките ретовалишта. Ако продолжи должничката криза, банките во Грција и банкоматите ако останат без пари или ако треба земјата да ја напушти еврозоната и единствената европска валута. Ова ќе биде најголемата евакуација на британците во мирно време, пишува Daily Express. Други изданија забележува дека британската влада се плаши од можноста британците да останат заробени во Грција без готовина во случај да кризата предизвика затворање на грчките банки, што би можело да се вклучи ако владата на левиот премиер Алексис Ципрас и кредиторите не успеат да се спогодат. Русија планира да ја продолжи забраната за увоз на прехранбени, млечни, месни и земјоделски производи од западните земји за уште 6 месеци, почнувајќи од август, како реципроцитет откако во понеделникот Европската Унија формално го потврди продолжувањето на санкциите за уште половина година против Москва поради незината наводна улога во украинската криза. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија во понеделник ги продолжија санкциите против Русија во финансискиот, одбранбениот и трговскиот сектор до 31 јануари 2016 година, продолжувајќи да врши притисок врз Москва. По претходните најави на руските функционери дека Москва на продолжувањето на европските санкции кои ги сметаат без основ ќе одговори со реципроцитет, се очекуваше дека ќе ја продолжи забраната за увоз по рокот од 8 август. Забраната, која што се однесува на увозот на прехранбени продукти во висина од неколку десетици милиарди долари од САД, ЕУ, Австралија, Канада и Норвешка, беа воведени за една година како одговор на западните санкции. Откако Москва забрани увоз на овошје, зеленчук, месо, риба, млеко и млечни производи, најголема загуба имаат европските производители кои беа и најголеми извозници на големиот руски пазар, а на загуби се жалат поради западните санкции трпат и европските концерни. Уште еден наш репрезентативец го откажа настапот во дресот на македонската селекција на предстојното европско првенство. Македонската кошаркарска репрезентација нема да може да смета на услугите на Ѓорги Чековски за Евробаскетот кој годинава од 5 до 20 септември ќе се одржи во 4 земји. Искусниот крилен центар ова одлука им ја соопштил началниците на Македонската кошаркарска федерација, пошто беше објавено и кратко соопштение во кое претседателот Петар Нумовски му се заблагодари на Чековски за неговиот придонес во репрезентацијата. Жалиме што Чековски нема да ни помогне во желбите да настапиме со сите расположиви сили на Европското првенство 2015 како негов поранешен капитен во репрезентацијата. Сведок сум дека секогаш бил на ниво на поставените задачи, а како сегашен претседател на федерацијата му изразувам благодарност за придонесот изминатите 15 сезони во најубавиот дрес, изјави претседателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Нумовски. По Перо Антич, Чековски е вториот член на златната генерација од 2011 од Европското првенство од Литванија, која одби поканата за настап на континенталниот собир, кој за прв пат ќе се одржи во 4 земји: Хрватска, Летонија, во Германија, како и Франција. Од генерацијата што ги постигна најголемите успеси на Евробаскетот, настапот го потврдија Предраг Самарџиски и Владо Илиевски. Нашиот интернационалец Перо Антич од 1 јули е слободен, затоа што неговиот договор со Атланта завршува. За него интерес пројавија голем број на екипи како Реал Мадрид и Барселона, а најновите информации велат дека во своите редови на екипата да го ангажира македонскиот кошаркар е заинтересирани клубот Фенербахче од Истанбул.
Нашиот интернационалец Перо Антич минативе 2 години ги мина во НБА лигата во Атланта Хоукс, со што си го оствари сонот. Токму поради тоа нема да биде изненадување кога тој повторно се врати во Европа и заигра во некој од најквалитетните евролигашки екипи. Тој од 1 јули официјално е слободен, па веќе во јавноста почнаа да излегуваат клубовите кои го сакаат во нивните редови. Пред некое време имаше информација од Перо е желба на шпанските гиганти Реал Мадрид и Барселона, а сега Спортандо излезе со вест дека и Фенербахче сериозно размислува за нашиот центар. Клубот од Истанбул минатата година дојде до завршниот турнир на Евролигата, но не успеа да освои титулата во турскиот шампионат, па веќе се споменуваат доста квалитетни имиња. Информациите говорат дека четата на Желко Обрадовиќ ќе биде посилна за плеймейкерот Боби Дикстон, а на центарската линија освен Антич, Желба и Валтер, Таварес кој лани беше дел од Гран Канарија. Антич минатава сезона имаше просек од 5,7 поени и 3 скока по надпревар за јастребите од Џорџија. Манчестер Юнајтед подготвува понуда од 30 милиони евра плюс. Давид де Геа за 29 годишниот центар халф Серхио Рамос. Пишува АС. Црвените ѓаволи се подготвени да му понудат плата од 12 милиони евра по сезона, што е двојно од она што сега го заработува во Реал. Ова се и другите вести од меѓународен спорт. Според денешното издание на АС, Манчестер Юнајтед ќе понуди 30 милиони евра плюс за услугите на Давид де Геа за да стигне до подписот на Серхио Рамос. Шпанскиот весник пред неколку дена објави дека Серхио Рамос решил ова лето да замине од Сантијаго Бернабе поради недоразбирање со управата на Реал Мадрид. Репрезентативецот на Црвената фурија експресно беше поврзан со трансфер во Премиер лигата, а Манчестер Юнајтед беше посочен како најсериозен кандидат за подпис на дефанзивецот. Реал Мадрид се обидува да стигне до услугите на голманот Давид де Геа, па црвените ѓаволи ќе се обидат да искористат оваа сделка за да го ангажираат Серхио Рамос. Денешното издание на АС пренесува дека најтрофејниот клуб од Англија ќе понуди 30 милиони евра плюс Давид де Геа во замена за Серхио Рамос. Доколку се пресели на Олд Трафорд, Серхио Рамос ќе добие годишна плата од 12 милиони евра, што е двојно повеќе од она што го заработува во моментот. Англиските медиуми во текот на вчерашниот ден на големо тврдеа дека Арсенал и Челси се договорили за трансферот на Петар Чех, а дека искусниот чешки голман е пред преселба на Емирати, говори последната изјава на капитенот Џон Тери. Легендарниот централен дефанзивец е свесен дека неговиот тим ќе загуби исклучително квалитетен голман, кој според него ќе му донесе од 12 до 15 бода на Арсенал наредната надпреварувачка сезона. Се говори дека Арсенал е на чекор од ангажирање на Петар Чех. Ако тие навистина успеат да го направат тоа, тогаш тој дефинитивно ќе биде големо засилување за нив. Тој ќе им спаси од 12 до 15 бода во сезона, изјавил Тери, кој додаде дека покрај големите квалитети како чувар на мрежата, она што посебно и за стакнување кај Чех е неговиот професионализам. Петар беше неверојатен професионалец изминатава сезона. Навистина е многу тешко кога ќе бидете изоставени од стартната постава по 10 години, но секогаш кога тој добиваше шанса, знаеше како да ја искористи. Тој тренираше напорно и заслужува почит за сето тоа. Треба да сватиме дека голман од негов калибар сака редовно да игра фудбал. Дефинитивно многу ќе ни недостасува. Чех ќе биде големо засилување за тимот во кој ќе игра наредната сезона, додал капитенот на лондонските сини. Времето денес во Македонија претежно сончево и топло, на планините со мала облачност. Кон крајот на денот и преку ноќта ќе има нестабилна облачност проследена со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а потоа ќе преовладува променливо облачно и малку посвежо време со повремени локални врнежи од дожд. Метео. Благодарам на вниманието, почитувани гледачи. Останете со програмата на К3. Имајте пријатна вечер.